Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска информираше дека безбедносните камери поставени на раскрсниците и булеварите забележале бројни прекршувања на сообраќајните правила. Дел од прекршоците биле од полесен карактер, но имало и сериозни прекршоци, како што е поминување на две полни линии, а благодарение на камерите откриени се неколку сторители на сообраќајни несреќи кои што по стореното дело побегнале од местото на настанот. Министерката за внатрешни работи Јанкуловска соопшти дека досега 100 лица добиле предупредувања во наредниот период во зависност од прекршокот ќе започнат да изрекуваат и казни. Во овој почетен период одиме само со предупредувања, односно со превентивно делување, а не со казнување. Кога ќе почнеме со казнување, значи повторно со примена на друг дел од законот, бидејќи и предупредувањето е предвидено во законот, зависи од сериозноста на прекршоците, од тоа дали собствениците на возилата вообичаено ги прават тие прекршоци, односно дали ги повторуваат или се работи за прекршител кој инцидентно направил прекршок кој не значи посериозно загрозување на сообраќајот, меѓутоа секогаш ќе одиме со регистрирање на прекршокот и онака како што предвидува законот, полицискиот службеник може да одлучи дали ќе оди со предупредување, опомена или директно спроведување на казнените одредби, односно казнување на прекршителот. Јанкуловска соопшти дека меѓу прекршителите има познати јавни личности, спортисти, универзитетски професори, па дури и професори од правниот факултет. Министерката информираше дека успешно е завршен проектот за запознавање на сообраќајната безбедност и сообраќајната култура во средните училишта. Успеавме да опфатиме преку 90% од сите ученици од прва до четврта година, а главната цел на проектот беше подигнувањето на нивото на знаење од областа на сообраќајот, односно сообраќајните правила и прописи, и етиката и хуманите односи во сообраќајот. Јанкуловска истакна дека МВР и во иднина ќе продолжи со проекти, активности и мерки за зголемување на свеста за одговорноста при учеството во сообраќајот.